И Тарпео и владиката. Како сите владици, така и Битолскиот ја посетуваше својата паства барем еднаш годишно. Та еден ден тргна и по Маријово. Патот го одведе и во Пејовото село Градешница. Селаните го пречекаа како што се пречекува владика, со зелници, со мазници, со кокошки, со јајца и така натака. И му се испоплакаа од разни зулумџи, да дојде редот да му се поплачат и од Пеја. Каде не газат агите и беговите, дедо Владика рече коџобашијата, па и од овој нашиов Пеја дерман немаат селаните. Често ги напаѓа, ги кара, та дури и ги пцуе. Ние стемнето понекогаш пред очите да ни иде да се селиме од селото. Му расправи за разни Пејови кавги и пцости и во името на селаните го помоли владиката да му го бара чарето на Пеја, ако не сака сите да го напуштат селото. Владиката како владика ја свати сериозно работата, ги смири селаните и му нареди на протуѓерот да му го викне и Тарпеја. Овој му кажа на Пејо дека селаните се жалат на него и дека ќе треба да се поправи, да не ги навредува, да не ги кара и пцуе. Така си е, дедо Владика, одговори Пејо. Ама послушај ме и мене што ќе речам, па после пресуди. И почна да се ги брани своите постапки. Ако молчи човек кога моите селани тресат глупости, го прават будала. Ако почне да им се смее, што си заслужуваат, го прават улав. А еден умен човек не може да дозволи будалите да го прават од нив по будала и да го газат како што тие сакаат. Та ќе гледа некако да се одбрани. И мравката, што е мравка, ако ја нагазиш, ќе се заврти да те укаса, а не пак јас жив човек. Морам со нешто да се бранам, па најпосле дури и со пцости. А дека тие го заслужуваат, ќе се увериш и сама ако сакаш. Кога го изслуша владиката Пеја, му рече: Добро Пеја, ги слушнав тужбите од селаните, те слушнав и тебе, но јас би рекол да се откажеш ти од тој твој табиет и да не се караш со нив. Не можам, дедо Владика, не можам. Треба да сум глув или слеп, да не ги слушам и да не ги гледам нивните глупости, да не им давам по капата. Нека излезе некој од моите селани и нека докаже пред тебе дека сум го навредил без причина. Тогаш еве овде е Тенко и покажа на својот дебел врат. Земи го ножот, заколи ме на сред село. Владиката поразмисли малку па му рече: Слушај Пеја, бидејќи сите селани викаат на тебе, а за да се смири селово, ќе дојдеш ти со мене, а јас ќе се погрижам да те одучам од таа мана. Пеја се согласи и тргна со владиката по другите маријовски села. Уште на крајот на Пејовото село, владиката му даде едно бело камче на Пеја и му рече: Кога ќе се налутиш нешто, гледаш дека не ќе можеш да се воздржиш, клај го камчето во уста и држи го под јазикот, дури да ти помине лутината. Пеја го послуша владиката и го кладе камчето во устата уште тука. Та цело време не проговори ни збор. На враќање патот го наведе владиката пак пред Пејовото село и Пејо излезе до крај село да го испрати и да се прости со него. Токму на излегување од селото, од последната куќа истрча едно девојче пред владиката и почна да го моли: Дедо дуовниче, дедо попе, мислејќи дека владиката е некој калуѓер или поп. Мајка ми многу те моли да почекаш малку. Запрета една погача во огнот и ете бргу ќе биде готова. Ќе ти ја донесе да ти се најде за патем. Тоа го рече девојчето и си отрча дома. Владиката застана со сета дружина на патот да ја чека топлата погача. Помина доста време, но од куќата никој не излегуваше.
Најпосле почна да вика владиката: ајде моме, ајде побргу ке задоцниме, далеку е битола. На тоа викање излезе девојчето на вратата и почна да се смее. Ха, 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 ама сте биле будали. Та каква погача чекате? Таман мајка ми почна да ја насадува квачката и си рече: их да има сега некој поп да излашам, сите пилиња црни ке ми се испилат. И вие поминавте и јас ви излагав. Туку одете си, не чекајте ја погачата, зашто не е ни месена, а камоли печена. И се скри дома, смејки се сладко. Дедо Владика, што ке речеш ти сега на ова? Да го плукнам ли сега камчето? Му се обрати Пеја и му рече. Овој се насмевна, го благослови Пеја и му рече: оди Пеја и прави како што си правел и досега. Ти си умен и итар човек. Така Пеја го испрати владиката и се врати да се расправа со селаните. Кога одел Пеја со владиката по Мариовските села, овој го навредил нешто Пеја и Пеја по својот обичај не сакал да му остане должен, ами намислил веднаш да му се одмазди. Почнал да мисли како ќе го стори тоа и го скроил планот. Кога беа близу до едно од Мариовските села, Пеја го помолил владиката да го пушти малку понапред, да му соопшти на попот дека иде владиката да се посуреди домакинката, да позачисти куќа, да позамете. Па нешто и за вечеринка да подготви. Не е шега, владика иде. Му се свиде на владиката предлогот од Пеја и му дозволи. На разделба Пеја, како да се поприсети нешто, се врати и му вели на владиката: знаеш што, свети владика, попчето во ова село има стар татко на кое не бара, му се дослушува, та ако дојде ред со него да проговориш некој збор, ќе треба повеќе да подвикнеш ако сакаш да те слушне. Добро, рече владиката и си го кладе вум она што му го кажа Пеја. Пеја се раздели од владиката и неговата дружина и се истрча напред да му јави на попот дека вечер ќе има гостин владика. Но не заборави потајно со дикат да му шепне на стариот попов татко дека владиката е глув, та ако сака нешто да проговори со него, ќе треба мощне да подвикнува, ако сака да го чуе и да го разбере. И стариот си го кладе ова во паметот. И како што се пречекува владика, излезе попот со фамилијата и со други селани пред портата. Владиката го виде старецот и се сети што му рече Пеја за него, дека ќе треба да подвикне кога ќе зборува со него, а и старецот исто да почнаа да се надвикуваат. Добро вечер, старче! Почна прв да вика владиката колку што може и не може. Старецот го слушна силниот глас на владиката и си помисли: навистина бил глув, та сушта посилен, му одговори: дал ти Бог добро, свети владико? Како си, старче? Сполај Богу, свети владико. Што правиш, што чиниш, се крепиш ли со староста? Го праша владиката старецот со викање, а овој сушта посилен глас му одговори: навистина бил глув стариот, си помисли владиката кога го слушна стариот како вика. Влезе владиката дома, седна на поставената трпеза. Стариот како домаќин седна спроти него. Водат разговор за разни работи, но куќата се цепи од викотници. Најпосле му удри вум на владиката да го праша стариот: ами одамна ли си глув, старче? Овој запна уште повеќе да вика и му одговори: ами јас не сум глув, туку ти одамна ли си глув? Владиката ја разбре работата и го спушти гласот па му вели: абре јас не сум глув, туку на душа нека не има Пеја. Обајцата си ги скинавме гркланите викајки: не се, Пејова работа. Навистина со него не треба да сади човек краставици. Се насмевна владиката и го симна гласот и разговорот почна како Господ што рекол, по полека.
За сето ова време Пејо и другите селани во другата одаја се држеа за стомак кога ги слушаа како се надвикуваат владиката и стариот попов татко.